во тој момент конкретен кој добив наградата, беше толку неочекувано и како гром од ведро небо буквално од студентска клупа извада. И ми дадоа таква награда, за која не знаев дека постои. После ми објасни што и како е. И беше нешто као бусна само доверба, така го памтам моментот. Као цело време тоа се работело, се пробувало, експерименти, вакви, онакви, едно се конкретизираше во едно нешто и беше наградено на таков начин, као прилично млад и уметник у подем, не знам како да кажам, ептен ми значеше. Најше у тој аспект као огромен буст на самодоверба. Што после резултирало со други некои дела и цела приказка се развиваше буквално од тој момент кога добив таа награда ми тргна кариерата уметничка во некаков правец. Идењето у Њујорк беше као онако допир со сите. Прво што ми остави ефтен впечат од градот, тоа не ќе да зборам за тоа, ќе зборам за уметност конкретно. Знам дека кампирав пред Метрополитен еден известен период по цел ден, пошто све што имав гледано по книги, репродукции и такви работи уметнички ме воодушевувале, таму се гледа уживо. И неверојатно чувство. На другиот момент што ептен ми се свиеше престојот у Њујорк, што има огромен број на галерии, кај што може да видиш што денеска работат луѓе, како размислуваат у тој одреден момент. Така да и тоа беше прилично журка, шетање по галерии и гледање дела и мерење од прилика до кај сум ја, до кај се движи целата таа светска сцена, пошто таму буквално се презентира светска сцена. Искуството од денес као резонира со, ајде ќе кажеме, подоснежната уметничка пракса, додека се занимавав со уметност, ова што пред 5-6 години. Тој момент на тргнување во правење самостојни дела, кој треба да создадеш нешто и да застанеш поза него, што ми се случи прилично рано кариерава, ептен ми значило за да може да размислувам како да продолжам со работа во тој правец, без да се криеш, да може да покажеш храбро и да застанеш поза тоа што го правиш. Искуствата што ги добив од Њујорк и посматрање на таа таква сцена придонеле да, не знам, да може поотворено да размислам, да имам храбро у размислувањето, за да може да создам тоа што мислам дека треба да се прави, без некакви ограничувања, дали тоа би било добро во нашава средина, дали не би било добро, дали ќе биде прифатено или не прифатено, такви глупости некои биле буквално изолирани од моментот кога го смислуваш делото и кога го реализираш. Па мислам дека прилично позитивно делуваше таа најверојатно делува уште, не сум информиран, не сум текст од македонска уметничка сцена ич последно време. Така не знам што се случува сега, но у тој период дека работев, знам дека пуно луѓе аплицираа, сака, некои беа избрани као финалисти за наградата, некои ја добиле наградата, ама делувало прилично позитивно, пошто има као некаква отскочна даска као млад уметник да се покажеш и да бидеш, нели, верификуван за тоа што го работиш. Така да тој правец делувало прилично добро. Плюс за таму се спремале посовремени дела, не било на по Македонија што се бара повише, као ако гледаме некоја комерцијална сцена што е патетична. Ваму секој се размислува, се направи уникатно и современо дело. Така да мислам дека супер делувало. Дали сега делува така, дали ќе продолжи да делува така, немам појма. Искрено. Се надевам дека уште има млади луѓе што се ентузијасти да работат по сопствен увид, без да бидат оптеретени што бара, што се вика бара.